Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во предновогодишното издание на Откриени тајни. Тука сме некаде кон крајот на новата година, не дели само уште еден ден од почетокот на 2018 и токму во таков дух ќе биде и денешното издание на нашата последна емисија за 2017 година. Затоа ве поканувам да останете заедно со нас, за многу кратко ќе ви откријам и денешната тема на која што ќе разговараме во денешната Откриени тајни. Традиционално, пред почетокот на новата година и во претходните сезони на Откриени тајни, зборуваме за целите кои што треба да ги поставиме на почетокот на новата година и секако за нивното значење за нашиот успех и она најважното да се чувствуваме и да бидеме среќни во текот на целата година. Токму таква е нашата денешна тема – новогодишни цели, нивно поставување и нивно исполнување во текот на следната година. А повторно со нас и во ова издание доктор Жарко Костич, мотивационен говорник. Жарко, добре дојдовте во предновогодишното издание на Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден до нашите гледачи. Имаме навистина убава тема. Традиционално и ние некако секоја сезона пред почетокот на новата година се обидуваме да им посочиме на гледачите колку е значено да се постават новогодишни цели за секој од нас индивидуално. Иако можам да признам дека многумина и забораваат на овој момент и некако не си ги поставуваат целите пред самиот почеток на новата година. Така, ние завршуваме оваа сезона, почнуваме нова сезона набрзо, на крај правиме мала рекапитулација на она што сме го збореле во текот на сезоната која што измина. Она што највише го зборевме беа целите, поради тоа што целите се поврзани со мотивација. Точно е дека традиционално, особено во западниот свет, но сега и кај нас се почесто е дека на почетокот, односно пред новогодишната вечер или пред почетокот на новата година, луѓето сака да си ги напишат своите цели, да си ги освестат своите цели, едноставно да искомуницираат со својата иднина, поради тоа што тоа е целта, комуницирање со иднината, што е тоа што сака да го постигнат оваа година. Многу од целите да ги продолжат треба, поради тоа што некои целите не се само на годишно ниво, него се подолгорочни. Се прават планови како да се продолжат целите започнати, но исто така се воспоставуваат и се зацртуваат нови цели. Тоа е многу битно, поради тоа што целта ни дава насока. Зборувавме многу за цели, многу што веќе е кажано. Не знам колку нови работи ќе успеам да споделам во оваа сезона, но мислам дека ќе кажам нешто кој што е многу битно да го разбере секој еден од нас. Причината поради која што е многу битно да имаме цели е поврзана со умот и поврзана со вниманието. Рековме дека животот сам по себе нема цел, мора да му зададеме цел. Кога му задаваме цел, да задаваме правец и насока. Но зошто е тоа битно за умот и зашто целите не прават да се чувствуваме ментално добро, е поради тоа што прво, надминувањето на целите не прават среќни. Значи, ако немаме среќа во животот или ако не сме среќни, може да биде поради неколку работи. Прво, ако немаме зададено цел, и второ, ако не ги надминуваме препреките да стигнеме до целта, поради тоа што баш тоа надминување на препреки не прави се чувствуваме убаво, не прави се чувствуваме продуктивни, не прави се чувствуваме среќни. Но сето тоа е поврзано со еден друг феномен кој што е поврзан со умот, а тоа е дека мора да на умот му треба нешто во кое што треба да удри. Ајде да го објаснам тоа. Воколку немаме цел, немаме насока, немаме препрека. Во суштина проблемите или препреките кои што излегуваат на патот кон целта се многу битни за едно битие. Кога ќе воспоставиме цел, целта само по себе носи проблеми како да ги надминеме тие проблеми за да стигнеме до целта, или можеме да кажеме препреки. Тие препреки се многу битни за еден човек, затоа што удирањето на вниманието во нешто му дава фокус на човекот и му го насочува вниманието и на некој начин му ствара интерес во постоењето. Воколку немаме никаква цел, она што се случува, немаме препреки, например, кога ни било досадно. Ако се потсетиме, она што се случува и настанува еден феномен на умот, каде што целото внимание ни е раштркано на сегде, а фактички не сме нигде. И во тој период, колку денот и времето ни поминува, но фактички не сме продуктивни, поради тоа што вниманието е многу битно да удри во препрека. Поради тоа што баш тоа е фокус. Ако сакам негде да стигнам, треба да имам нешто, треба да имам некаква препрека, треба да имам некаков проблем што ќе го решам, треба да имам некаква цел кон која што ќе
ќе дојдам. И не е фактички битно да се фокусираме во проблемите, битно е да го освестиме дека имаме проблемот и да најдеме решение како да го заобиколиме тој проблем. Но и во тој процес на решавање на тој проблем, повторно се фокусираме како да го надминеме тој проблем. Но имаме некаква препрека, имаме некаква цел. Дури надминувањето на препреката е само по себе помала цел за да стигнеме до поголемата цел која што сакаме да направиме. И воколку не сме на оној момент од нашиот живот каде што сакаме да сме, целта која ќе ја визуализираме, која ќе ја замислиме, фактички на некој начин ја дава таа сцена која што сакаме да ја живееме. И треба да знаеме каде сме сега. И она што е умешноста е како да го испланираме времето, како да ги планираме работите кои што може да ни помогнат. Оваа сцена, моменталната ситуација, како да ја приближиме до таа идеална ситуација, до таа цел каде што идеално сме замислени или сме замислени да обстојуваме и да постоиме во многу подобра состојба од колку што постоиме сега. Колку е значајна дисциплината и тоа колку сме дисциплинирани во однос на реализирањето на новогодишните цели? Дали дисциплината е она најважното нешто според кое зависи дали ќе ни се остварат нашите цели? Дефинитивно огромна улога од која ќе го направиме кога ќе воспоставиме целта. Правиме план како да стигнеме до нешто, на што е многу битно да се знае, да се воспостават правила, директиви, насоки, би рекол, кои што на нас ќе ни користат и ќе ни бидат од помош да ги надминеме нашите слабости кои што умот на некој начин не ги дава. Секој еден од нас е различен и секој од нас има своји слабости. Ке видите, може би има некој човек кој што е апсолутно феноменален, одличен е, способен да креира, но има една, сите од нас имаме мани, тие мани потекнуваат од таа потсвест за која што многу често зборуваме, која што влие подсвесно врз нас, не контролира, не прави да скршнеме од целите и така натаму. И директивите се во суштина дисциплина која што ќе ни помогнат да се надминеме, да ги надминеме нашите слабости кои што се во нашиот карактер или умствени, уште подобро да кажам работи. Како пример може имаме некој човек кој што секогаш касни. Кога и да треба да дојде на некој настан, мора да закасни. Тоа е умствен феномен кој што на некој начин таа потсвест му диктира подсвесно на еден или друг начин дека ќе закасни. Или имате некој човек кој што можеби сака да ослабе малку и мора да воспостави своји директиви. Можеби директивата е дека немам шеќер во куќата, нема да користам благи работи и така натаму. Или можеби ќе треба овој човек што касне се донесе своја директива, свое правило кое што мора да го следи за да го заштити од таа слабост, да кажеме, која што секој еден од нас ја има. Сега, кога станува збор за мотивацијата, кога станува збор за постигнување на целите, многу често во нашиот жаргон се користи еден термин терало ти треба, некој друг човек кој што ќе те натера, кој што ќе те стимулира, кој што ќе те стави дисциплината во твојот живот, да те натера да можеш да ги постигнеш своите цели. Сите во фамилијата сме ги имале тие луѓе кои што не терале, кои што не стимулирале, некогаш на не така најдобар начин, можеби, но пак подобро отколку да немаме некој кој што ќе не натера. Идеално е да бидеме ние тие кои што ќе се тераме самите себе да ги постигнеме тие работи, а тие директиви, тие правила баш се некои работи кои што ќе не спречат да влагаме во такви опасности во нашиот живот кои што можеби ќе не отргнат од целта. Зборувавме во една од претходните емисии за правилото дека треба да одлучиме помеѓу болката на дисциплината и болката на неуспехот, тоа е мотото на америчките маринци, исто така еден од цитатите на Тим Рот. Но буквално станува збор за тоа. Ако имаме дисциплина, на некој начин тоа пак не тера да надминеме некој порив во нас кој што знаеме дека е негативен, но знаеме дека не ни користи. Можеби сакаме повеќе да лежиме, можеби сакаме уште малку телевизија да гледаме, можеби сакаме полого да сме на Facebook, но имаме некое правило кој што ќе ни одзовонува во главата, кој што ќе не тера да ја надминеме нашата слабост, која што таа потсвест не тера да ја правиме постојано. И таа потсвест некогаш не тера да имаме лоши рутини, лоши навики. Како да излеземе од тоа ни требаат правила, ни терат директиви. И исто така, секако дека е факт дека таа потсвест може да не натери тие директиви да ги занемаруваме. Постојано, но тука станува збор за етичноста, тука станува збор за таа наша свесност и дека мораме да одлучиме таа во наводници болка или едноставно да ја зголемиме таа волност, да надминеме да го надминеме тоа нешто кое што не тера да не бидеме активни, да не бидеме мотивирани и така натаму. Така да многу е битно кога станува збор за цели да имаме своји правила кои што ќе не натераат
да стигнеме до целта. И она што е поврзано со директивите на некој начин е поврзано и со одговорноста, поради тоа што мислам дека баш дисциплината е одговорност. Многу често имаме една негативна навика да окривуваме околината, дека секојаш таа е крива зашто не сме ги постигнале нашите цели, се дека окривуваме некој друг и не ја преземеме одговорноста централно во нас за самите наши цели, тогаш не можеме да имаме контролата. Секогаш кога окривуваме други луѓе, тогаш ја губиме својата моќ. Тоа е поврзано со директиви, тоа е поврзано со дисциплина, тоа е поврзано со успех, дека мораме ние да преземеме одговорност за нештото што сакаме да го имаме. И уште не едно нешто кое што би сакал да го кажам тука, често пати целта е нешто кое што фактички целта е нешто кое што сакаме да го имаме. Многу често луѓето се плашат од целта да ја остварат. И тој феномен сум го видел. Ке дојдат пред крај сака да го постигнат резултат и однаш ке се исплашат од тоа што треба да го имаат. Но зборевме во претходните емисии дека пред имањето е правењето, пред правењето е да бидеме нешто, тоа што сме како луѓе, кога ќе преземеме поголем идентитет, кога ќе осознаеме повеќе работи, кога работиме на себе карактерно, кога работиме на себе ментално, кога работиме на себе духовно, кога работиме на себе да се подобриме како човек, на тој начин сваќаме и дека заслужуваме повеќе во животот. Фактички, работењето на нас, освестувањето на тие кои што сме, правење на добри работи, правење на конструктивни акции, не ја враќа вербата дека заслужуваме да го имаме тоа што е. И мислам дека тоа е многу битно, околку сакаме да имаме нешто кое што е големо, треба да се убедиме и треба да знаеме и треба да сме сигурни дека е тоа нешто кое што го заслужуваме, поради тоа што ако тоа го искрираме, таа сигурност во нас, зошто да не го имам тоа? Тоа е би требал да го имам. Зашто не го заслужам сето тоа? Тоа е тоа каде што треба да работиме за да можеме полесно да го имаме тој резултат кој што ќе го добиеме. И ако сме веќе на тема на директиви, дисциплини, она што сакам да го кажем, универзумот е интересен феномен, интересна работа како тој функционира, тој има своји правила. Но тие правила се фактички поради тоа што ние имаме мани. Спомнав на почетокот имате некој кој што цело време касни или некој кој што можеби има слабост кон благо. Универзумот ќе прави работи да го стави искушение на тие слабости кои што човекот ги има. Така да многу е битно да работиме на нашата дисциплина, на нашиот карактер, за да можеме полесно да ги соочиме тие наши слабости кои што универзумот на еден чуден начин. Знаете како да имате рана и универзумот прсти со сол ви брца во раната каде што фактички ние треба да ги соочиме тие наши слабости за да можеме да го соочиме физичкиот универзум и на некој начин искушенијата во кои што ќе не става за да скршнеме од патот кон нашите цели. Секој наше поставување на целите само по себе носи ризик дека истите тие нема да се остварат. Можеби тука е тешкиот начин да тргнеме да ги остваруваме своите цели, затоа што кај нас се јавува тој страв дека нема да успееме. Како да го надминеме тој страв од неуспех во реализирањето на целите? Секојаш зборуваме за животот како игра, секојаш зборуваме за нешто кое што е поврзано со ризик. Самото живење е поврзано со ризик, но тој убавината на животот, поради тоа што ако сакаме да стигнеме некаде и поставиме цел, секојаш има можност, има препреки да не ги оставиме тие целите. Но гледате, ние си го поставуваме потенцијалот. Поставувањето на целта е потенцијал, барем до еден степен, докаде што можеме да живееме, докаде што сме способни да бидеме, докаде што сме способни да имаме, докаде што сме способни да креираме. И сега ние го поставуваме тој потенцијал, ама седиме на едно место кое што е многу подалеку од тој потенцијал. На некој начин сме у таа удобна комфорт зона која што ја велиме. Но во истиот тој момент си го намалуваме потенцијалот кој што го имаме. Потенцијалот значи дека е нешто кое што го имате како можност, ама не значи дека ќе се исполни или дека ќе се деси. И така и со животот, значи имаме цел, не значи дека ќе се случи самата таа цел, но ако тргнеме да ја постигнеме таа цел, можеби и ќе се случи. Луѓето не размислуваат дека можеби и ќе се случи и фактички оптимизмот е тоа, мислиме дека ќе се случи. Така да секојаш во ризикот имаме можност да не успееме, но имаме и можност да научиме. Она што сакам да го кажам е дека секогаш кога нема да успееме, фактички учиме на некој начин. За да стигнеме до целта мораме да се впуштиме во акција, мораме да се впуштиме во животот, мораме да се впуштиме во нешто кое што е поврзано со потенцијал за неуспех. Но ако го поврзиме зборот храброст и ризик, ти идат секогаш еден со друг. Не можете да бидете храбри, а да немате никаква шанса од ризик. Некојаш ми постапуваат прашање, морам ли све да испланирам прво за да стигнам до целта. Секако дека мораме да направиме план, да ги воспоставиме тие
чекори кои што ќе треба да ги направиме како да оствариме целта. И тоа е убавината на планирањето, и тоа е убавината на поставувањето на целите. Секогаш кога ќе поставиме цели, на некој начин ние ги разложуваме на помали цели, кои што се сведуваат на дневни цели, кои што сработувајќи ги дневните цели, на некој начин тие се поврзани со остварување на некоја цел која што сакаме да завршиме, на пример, за 2018 година. Но ако сме добри планери, ако можеме тоа да го испланираме, супер, и тоа ни дава сигурност, но често пати тоа ни е изговор дека мораме се да имаме испланирано затоа што не ќе да го преземе тој ризик од неуспех. Така да би рекол дека секако дека треба да имаме план како да успееме и како да доеме до целта, но не треба целосното планирање на нештото да не биде оправдание, и ако го немам тој перфектен план како да го постигнам целта, дека нема да тргнам. Фактички тоа на некој начин е несигурност. И рековме во една од претходните емисии дека имаме активно знаење и пасивно знаење. Активното знаење се добива од учењето. Секогаш кога ќе направиме грешка, фактички најдобрите идеи доаѓаат од таму. Убавите идеи и конструктивните и гениалните идеи не доаѓаат никогаш од мислење. Јас ќе седам и ќе го смислам сега тој план. Тоа е супер идеја, но вообичаено најдобрите идеи доаѓаат кога ќе тргнеме да оствариме нешто, ќе се судриме со препреките, ќе видиме каква е реалната ситуација, ќе видиме што е тоа кое што на некој начин е пред нас, и тек тогаш ни доаѓаат најдобрите идеи. Многу пати ќе направиме, не знам, емисии или ќе сакам да направам предавање или ќе се судрам со проблеми кои што се поврзани со таа проблематика, и тек после многу напор направен, може би во погрешен правец, однаш ќе ти светне некоја феноменална идеја, но таа идеја никогаш не доаѓа додека седиме дома и додека размислуваме. Секогаш тие феноменални, брилјантни идеи доаѓаат од кога ќе се впуштиме со проблемите, кога ќе видиме дека сме сгрешиле, и тек после акцијата која што сме ја превзеле, на некој начин одговорноста да бидеме, ни доаѓа таа феноменална идеја. И некогаш не го гледаме тој втор пат или тој подобар пат, но кога ќе ни дојде таа идеја, го гледаме по добриот пат. Имаше една споделување на социјалните мрежи каде што некој му кажува на другиот: па добро, зошто го идеш секојаш трновитиот пат? А другиот човек одговара: па ја не гледам дека има уште еден пат. Тој е единствениот пат кој што го гледаме во тој момент. Се додека не тргнеме да го одиме трновитиот пат, не гледаме дека имаме и друга опција и друг избор. Така да преземањето на ризик мислам дека е нешто кое што не треба да го гледаме како ризик, туку треба да го гледаме дека баш ако не преземеме ризици, влагаме во една состојба каде што имаме ризик од неуспех, фактички не го исполнуваме потенцијалот. Тоа исполнување на потенцијалот, што го кажав на почетокот, ако имаме целта, и тоа е еден поголем потенцијал што го имаме, од моментот кај што таа разлика е разликата во среќата која што имаме или немаме. Го следите предновогодишното издание на Откриени тајни и токму во денешната емисија разговараме за новогодишните цели. Колку е значајно да си ги поставиме целите пред самиот почеток на 2018 и секако да најдеме начин како да успееме да ги реализираме и да бидеме среќни со постигнатиот успех во остварувањето на нашите цели. На дел од прашањата одговоривме, на останатите секако во продолжение. Жарко, ние во животот имаме своји кочници во одредени работи кои што ги преземаме и одредени акции, но секако имаме кочници и стопови од околината. Така. Колку тие можеби не попречуваат во остварувањето на целите кои што ги поставуваме? Ајде да започнам со повторно една многу интересна ситуација која што видов некаде беше по видеа на социјалните мрежи, каде што имаше едно детенце кој што своето другарче, мали беа деца, не знам колку години, дали имаат 10 години, не знам ни каде точно беше, но пропадна едно децата во лед, се скрши ледот и пропадна во вода, и друго детенце мораше да го скрши околниот лед за да го изведи своето другарче. И тој го направи, што беше чудно. Тој после се правеше анализа од околината, од повозрастните, како успеало, затоа што со неговата сила, на неговата возраст, тоа било невозможно. Во тој момент имаше постар човек кој што каже единственото нешто кој што имаше логика, тоа е дека детето не знаело дека не може. И фактички кога не знаеме дека не можеме, можеме. Често пати на некој начин ни се наметнува од околината идејата што е можно, а што е невозможно во овој свет. И колку повеќе имаме околина која што ни ги наметнува тие работи дека не се возможни, толку почнуваме да веруваме во нештата дека не се возможни. Но и ова што ќе кажам можеби ќе делува чудно, секогаш
сакам да зборувам за тоа дека има една убавина во несогласувањето. Несогласувањето е правење на простор. Колку се повеќе се согласуваме со оправданијата, со кочниците, со стоповите од околината, толку помалку ќе успееме. Може би имаме некоја ситуација каде што ќе се случи дадена работа каде што пример не можеме да реализираме мисијава или има невреме или колку повеќе ги земаме тие работи за оправдание, толку повеќе имаме стоп кон целта. И тука е убавината на моќна на несогласувањето. Несогласувањето има моќ. Ако ги земеме децата ги користиме секогаш како перфектен пример за постигнување на целта, впрочем како и пример што го кажав пред малку, децата не знаат дека не можат, знаат дека можат. И не се согласуваат со стопот, колку се истрајни во целта, колку се истрајни во тоа што сакаат да го направат. Секогаш кога не се согласуваме со стоповите, правиме простор, а просторот ни е потребен за да можеме да дојдеме до целта. Секогаш кога прифаќаме оправданија зошто не можеме да успееме, толку повеќе се го скусуваме, се ставаме препреки непотребни на патот кон остварување на самата цел. Така да околината има влијание и зборуваме за тонската скала на емоции честопата и ќе спомнеме и сега, значи имаме едни жолти тонови кои што се позитивни тонови, кои што се тонови каде што има многу енергија за постигнување на цели. Тие жолти тонови и мислат на иднината. Колку повисоко се луѓето по оваа скала на емоции, толку повеќе се во иднината и толку повеќе се мотивирани, затоа што рековме дека само иднината може да не мотивира. Но како животот изминува, имаме негативни искуства, пропаднати цели, разочарувања, физички болки, духовно болни искуства, ментално болни искуства кои што се снимаат во нашата потсвест, тоа краде дел од нашата животна сила, нели како што кажуваат и луѓето демек да го имав искуството на староста, да имав енергијата на младоста, но тоа и не иде едно со друго, поради тоа што тие болни искуства, во колку се заглавиме во нив, во колку им дадеме премногу значење, во колку почнеме да веруваме во тие загуби, а не во иднината, а не во целите, тогаш се краде таа животна сила и од причина што сме имале премногу разочарување, пропаднати цели, неуспеси, одеднаш сакаме да поставиме цел и се реактивира таа потсвест инстинктивно да не заштити, у наводници да не заштити од ново разочарување од целта. Така да ќе видиме луѓето како одминува времето, обично и паѓаат хронично по оваа скала на емоции и таков е животот и самата таа околина сакајќи да ги заштитат блиските околу нив, едноставно им ги наметнуваат тие стравови кои што ги имаат, тоа се нивни стравови, на тој начин се обидуваат да ги заштитат и блиските луѓе, луѓето кои што ги сакаат од можен неуспех за иднината, знаејќи инстинктивно дека не им прават добро, поради тоа што и самите тие се восхитуваат на младоста, на волноста да искусиш, на способноста да се преземе ризик, за волноста да се биде. Колку е убаво да видите таков човек и сите му се восхитуваат на таков човек, но инстинктивно некогаш и не можејќи да го контролира тој порив, некогаш околината знае да не стопира во сето тоа кое што сакаме да го направиме. Треба да ги знаеме овие работи поврзани со животот и треба да знаеме дека ние не можеме, оставајќи ги нашите цели, правејќи компромиси со нашите цели, нема да ги задоволиме стравовите на околината кои што таа ги има. Начинот како да ја помогнеме на таа околина е едноставно да преземе одговорност за нашата цел и да им покажеме дека успеваме во животот и кога ќе види околината дека успевате, дека ги постигнувате целите кои што ги сакате и нивниот страв попушта и на некој начин универзумот почнува да ве наградува за целиот тој напор кој што сте ставиле во целта. И нели имаше и цитат од Ганди дека на почетокот ви се смеат, после тоа прво ви игнорираат, па ви се смеат, па после тоа се борат против вас и после тоа успевате. Гледате, така е со животот, така е со универзумот. На почетокот кога ќе ставиме, кога ќе минуваме некоја цел, тоа е храброст. Храброст е некој да има цел денеска. Многу е лесно да немаме цел. Поради тоа што ќе сме наблюдувачи, ќе критикуваме, све ние знаеме како треба, све тие што играат, све тие што прават во животот грешат и така натаму, но ние не сме среќни поради тоа што почнуваме да стануваме цинични, почнуваме да стануваме критични, почнуваме да стануваме све како све некој друг не е исправен и прави погрешно, но вистинските джинови, да кажам, во играта на животот се тие кои што имаат храброст да си назнаточат цел и да тргнат да ги остварат своите цели. И мислам дека тоа е голема карактеристика на еден човек и мислам дека е огромна храброст и дека тоа е единствениот начин како вистински да живееме, поради тоа што во овој живот имаме и позитивни и негативни емоции. Мораме да ги искусиме сите тие емоции. Едноставно и некогаш ќе се разочараме, некогаш ќе имаме тага, некогаш ќе имаме плачење, некогаш ќе имаме разочарување, но на крај кога ќе постигнеме целта, колку е тоа вредно, колку е тоа убаво. И на крајот целата таа енергија
ни се враќа. Но тоа е животот, тоа е постоењето. Ако не сакаме тоа да го правиме, едноставно ќе имаме понесреќен живот. Според сето ова што го кажавте, значи ли дека не треба да ги соопштуваме нашите цели на нашите блиски и на луѓето околу нас? Треба ли да молчиме за нив или пак едноставно да комуницираме? Тоа ме прашуваат луѓето, треба да ги споделам целите, дали да ги кажам целите или да не ги кажам целите. Јас би рекол треба да ги кажете целите на начин на кој што ќе ве разберат другите. Околината треба да ни помогне за да ги оствариме своите цели. Секој еден сака да помогне на друг човек да ги оствари своите цели. Со исклучоци има секогаш нели луѓе кои што можеби сакаат да не стопираат и така малкумина се. Фактички тие луѓе и тие да ги разбереме дека станува збор за нивни умствени феномени кои што можеби некојаш и самите тие не ги контролираат, но во глобал имаме луѓе кои луѓето сакаат да помагаат. И убавината и вистинската мудрост е на кого како да му ги споделите своите цели. Ако му ги споделите, ако ја видиме тонската скала, ќе видиме дека имаме разлика во емоциите. Имаме жолти тонови кои што ги спомнав, тие мислат на иднината, имаме црвени тонови, плави тонови, како паѓаме пониско по оваа скала на емоции, тие црвени и планови тонови се негативните тонови, фактички кои што ги имаме и ние, а не сакаме ни ние да ги чувствуваме, но таков е животот, да некогаш ги чувствуваме и ги имаме, но не сме среќни кога сме во нив. Ако некој е ентузијастичен и сака ентузијастично да ги сподели овие работи на некој човек кој што е можеби во лутина или во страв, секако дека таа реалност не е соодветна. Тој што е на ентузијазам има една реалност и мисли за иднината, не гледа негативности, гледа се позитивно, гледа во решенија, гледа во убавина. Тој што е во страв ги гледа страшните работи во околината, затоа што стравот, таа емоција ни ги наметнува очите, фактички гледаме со очите на начинот на кој што чувствуваме емоција. Така да не е паметно на тој начин да му ги комуницирате на некој човек кој што е во страв вашите соништа, затоа што ќе најде на еден или друг начин да ве обесхрабри да ги постигнете. Колку пати ќе дојдеме дома ентузијастични, сакаме на некој да му споделиме и после 2 минути муабет кажеш, ајде што морав да ти кажам, па гледај како одеднаш има разлика и треба да знаете како да му искомуницирате на некој човек кој што ќе ве разбере. Треба да знаете фактички што тие емоции, каква реалност имаат, што тие со што ќе се сложат. Или на пример ако сте ентузијастичен и некој на емоција конзерватизам, конзервативниот човек сака многу факти, сака многу логика, сака и тој е предпазлив. Така да треба да најдеме соодветно решение како да се презентираат идеите, целите и плановите кои што треба да ги имаме, затоа што некогаш реализацијата на тие цели и планови подразбира да не поддржат и некои други луѓе, па макар тој да е во самата фирма каде што е неопходно сето тоа да се направи. Но идејата е како да живееме со полни гради, исполнети, да итаме напред кон иднината и кога збориме за овој тон ентузијазам, баш и тоа е, и во оваа емисија баш би сакал да ги поттикнам луѓето да бидат поентузијастични во врска со своите цели, а тоа значи невоздржување, самата емоција на ентузијазам значи невоздржување. Да не се ставаме сами кошници, едноставно да ги игнорираме кошниците од околината, да тргнеме во убавината на животот, да се дадеме себе си, да се посветиме на своите цели, едноставно да дозволиме да видиме дека универзумот и животот ќе ни врати со убавина, ќе ни врати со успех. И зборот ентузијазам е преубав збор кој што се состои од два старогрчки збора, фактички од таму потекнува ен значи во, а ентузијазам зборот потекнува од зборот тео кој што значи Бог, фактички зборот ентузијазам значи во буквално преведено нешто кое што ги има во боговите. И тоа е емоција која што ја имаме ние како битија кои што сме големи, кои што сакаме да ги постигнеме целите кои што сме си ги зацртале. Така да вредно е повторно да ја вратиме тој елан и таа енергија кон поставување на целите, но исто така и верба дека ќе ги постигнеме тој ентузијазм. Се во животот се сведува на акција. И секако за да се реализираат целите, потребна е акција. Доколку имаме цел, а немаме акција, тоа на крај останува само една пуста желба, како велат луѓето, па колку акцијата е можеби исто еден од позначајните елементи во остварувањето и постигнувањето на нашите цели. Да, разликата помеѓу стварена цел и желба е акцијата. Акцијата е нешто кое што не тера да дојдеме до целта и тоа е убавината на живење. Ако погледнеме емоцијата акција е скоро на врвот на тонската скала. Многу близко до оној тон на игри, на една несериозност, на една убавина во животот и во постоењето. Кога сме во акција, ретко сме загрижени. Загрижени сме кога не сме во акција, загрижени сме кога сме во стоп, затоа што тогаш гледаме во проблемите. Колку повеќе акција правиме, толку
помалку стравови имаме. И тоа е еден од начините како луѓето да ги надминат своите грижи и своите стравови, впуштате се во акција на решавање на проблемите. Колку повеќе сме во акција, толку повеќе гледаме решението. Не гледаме во решенија кога сме дома и кога мислиме. Тоа се еден вид на решенија. Но кога ќе тргнеме во акција, се презентираат нови проблеми, се презентира нова реалност. Но исто така се здобиваме и со сигурност и самодоверба да ги надминеме проблемите и да ги решиме оние ситуации во нашиот живот кои што сакаме да ги решиме. Но она што го превидуваме и го подценуваме е квантитетот на акција кои што треба да го направиме за да успееме. Многу често луѓето мислат дека окей, сега ќе испланираме дека толку треба да се направи, ама како века домашните пресметките на пазарот не се исти. Така да кога седиме дома и кога сакаме да пресметаме не е исто од кога ќе тргнеме да го оствариме она кое што сакаме да го постигнеме, затоа што тука гледаме дека секојаш треба да дадеме повеќе. На некој начин успехот чини повеќе. Така и кога ќе отидеме на пазара. Така да и успехот и животот и она што сакаме да го постигнеме во смисол на реализирање на нашите цели секојаш бара повеќе акција од таа што е планираната. И она што сакам да го кажам и го представам на нашите гледачи, да бидат спремни секојаш за повеќе акции, да не е потценат акцијата. Многу е подобро кога ќе тргнеме во акција, например, сакаме да направиме предавање или сакаме да направиме, сакам да искреирам предавање, кое што сакам да го направам. Колку повеќе акција преземам, толку повеќе шанси имам да дојдам до идеалната сцена, до бројката, до квантитетот на луѓе на кои што сакам да комуницирам. Многу често знаеме тоа да го потцениме, многу често во нашиот живот можеби мислиме дека треба седнеме да учиме 10 дена за да го положиме измитот, на 9-тиот ден ќе сватиме дека ни требаат уште едно 5 дена. Така да секогаш имаме тенденција да ја потценуваме акцијата која што ни е потреба за да го постигнеме тоа, а тоа има смисол поради тоа што колку повеќе ќе тргнеме во акција, толку повеќе имаме волност да го направиме идеалното. Толку повеќе сме гладни за да го постигнеме баш она што сме сакале да го постигнеме, и тоа е убавината. Акцијата не мотивира за да го дадеме најдоброто од себе, и ние сме најдоброто од себе. И кога ќе се зацртаме целта и таа идеална сцена, кога ќе дојдеме во акција, ти знаеш дека е добро, ама сега ќе се речеш, ама можем уште подобро. Сакам уште подобро. Сакам испитов да го спремам за 10, сакам уште подобар да бидам. Ама тоа доаѓа од акцијата. И заради тоа е многу битно да ја преземеме акцијата, затоа што не тера да бидеме подобри, не тера да дојдеме до она што е идеално, но да не ја подценуваме, да не го подценуваме квантитетот на акција кој што треба да го реализираме за да успееме. Пред малку го споменавте и ентузијазмот. Како да го задржиме ентузијазмот во остварувањето на нашите цели? На почеток секогаш сме многу ентузијастични, имаме многу големи желби и амбиции да ги оствариме целите, но како поминува времето, како да се намалува ентузијазмот? Можеме ли да го задржиме? Се намалува поради тоа што на некој начин ентузијазмот се губи од загубите. Ентузијазмот се крева од победите. Колку повеќе имаме резултати, колку повеќе имаме постигнати цели, толку повеќе не се зголема сигурност, знаеме дека можеме. И едноставно сме мотивирани да направиме повеќе. Ентузијазмот е мотивација. Ентузијазмот доаѓа од реализирани проекти, продукти. Затоа им секогаш сакам да им кажам на луѓето со кои што на кои што им предавам или на нашите гледачи дека мотивацијата доаѓа од завршените работи. Мораме да ги завршиме работите. Во колку ги оставиме половични работите, не можеме да го генерираме ентузијазмот. Поради тоа што таа енергија на ентузијазам, на позитивност, на некој начин ни се ослободува кога ќе ги постигнеме работите, кога ќе постигнеме едно нешто, колку убаво се чувствуваме и сме ентузијастични за нова цел. Заради тоа е битно да ги постигнеме целите. Можеби не секоја цел, можеби сакаме да ја смениме целта, и тоа е валидно и релевантно, но некогаш во животот тоа ни е оправдание дека сега можам ја да ги променам целите. Ќе тргнеме, нема да стигнеме до крај, ќе се разочараме, тоа ни е убаво оправдание дека не морам да ја постигнем таа цел, кидам на нова, Релевантно е дека можеме да ја смениме целта, но ако во животот гледаме дека постојано го правиме тој механизам и ни е оправдание, да не ги завршиме некои работи кои што сме ги почнале, треба тоа да го освестиме, поради тоа што кога ќе завршиме нешто како што сме зацртале, тогаш се враќа една многу убава позитивна емоција која што ја немаме кога не ги постигнеме самите цели. Ентузијазмот е нешто кое што е насочено кон иднината. Или во една од претходните емисии за тоа и кажавме дека иднината е многу побитна од таму кај што сме биле. И како да го задржиме ентузијазмот е да го гледаме секој ден и секој нов момент како нов. Она што се случува и како подсвеста влијае врз нас, таа ни диктира дека минатото е еднакво со сегашноста. Можеби некој човек ќе биде каснат од куче некој и сега наредново куче кој што ќе го види во нов момент ново куче. Целосно различен приод. Така и
ќе почне да го поистоветува минатата болка со сегашност. Или можеби некој дечко ќе има разочарување со една девојка од минатото и сега новата девојка ја поистоветува со минатото. Или можеби сме имале еден неуспех кој што сме го имале во минатото на работното место, можеби сме имале дадена ситуација и сега тоа незадоволство и разочарување од минатото го поистоветуваме со сегашниот момент. Она што е интересно се каже е дека секој момент е фактички нов. Само таа негативна подсвест не тера да ги генерализираме моментите дека минатото е еднакво на сегашноста, е еднакво на иднината. Тоа не е вистина. Фактички секој момент е нов момент и тоа е начинот како да го задржиме ентузијазмот. Ако секој утро стануваме и знаеме дека е ново утро, дека акциите кои што вчера сме ги завршиле не мора да бидат, и ако биле неуспешни, не мора да бидат поистоветени и поврзани со акциите кои што ќе ги направиме денеска. Така да секој еден момент да го гледаме како нов момент, дека тоа е ново време, дека не е поврзано со нешто кое што поминало, ни помага да го задржиме ентузијазмот и вербата дека денешниот ден, иако вчерашниот можеби не бил најдобар на начин на кој што сме биле мотивирани, не значи дека ист со предходното. Предходното работно место на кое што можеби сме биле разочарани не значи дека исто со ова работно место. И така натаму. Минатата година не е иста со 2018, 2018 не е иста со 2019. Се е ново и зависи како ние ќе го искреираме, но зависи од нашите мисли. И ако тоа го направиме, ако ги расчистиме нашите мисли од негативност, а негативноста доаѓа од минати загуби и неуспеси, и ако ставиме позитивни верба, дека иднината сепак можеме да искреираме и дека можеби тој еден пораз не е целата битка која што е долгорочната цел, тогаш ќе го вратиме ентузијазмот и ќе го држиме. И тука некаде доаѓаме и кон крајот и на денешното новогодишно издание на Откриени тајни, па за самиот крај, кој е вашиот совет како да ги постигнеме нашите цели и како всушност вие, доктор Жарко, ги остварувате и ги постигнувате целите кои што ги поставувате за вас? Па имам многу работи и јас сакам и верувам во тоа, нели, кој што мислам дека се закони на универзумот, се работи кои што ни се покажале дека се вистините. Многу зборевме во минатите емисии, можеби едно сиже да направам за неколку работи кои што верувам дека се многу битни за поставување на целта. Кога ќе поставиме целта, треба да ја поставиме високо кога сме со емоциите. И убаво е кога самото имагинирање и поставување на цели не прави високо со емоциите. Поради тоа што ни кажува дека имаме иднина и тоа е убавината и играта на животот. И треба да ја поставиме целта кога сме високо со емоциите, но и правењето и креирањето на цели треба да ни биде интересно, треба да поставиме некоја цел која што ќе сакаме да ја постигнеме, некоја цел која што е блиска до нас, нешто за кое што сме тука, нешто во кое што веруваме, некој ефект кој што сакаме да го ескрираме во околината, затоа што тој интерес за целта е од огромно значење да ги надминеме препреките. Колку повеќе имате интерес за нештото да го направите, толку повеќе ентузијазмот ќе се одржи. Толку повеќе ќе имаме енергија да ги надминеме сите тие препреки кои што ни се јавуваат на патот на поставување на целта. Не треба да ги земеме работите премногу сериозно. Тоа секогаш го знам. Колку повеќе паѓаме по скалата на емоции, овие црвени тонови, плави тонови, има сериозност во целата таа ситуација. Па све е сериозно. Зашто? Одговорноста е земена сериозност, но таа сериозност не ни помага да успееме во животот. Некогаш ноншалантно кога ги правиме работите, несериозноста не значи неодговорност. Пак ќе го повторам тоа, не знам колку пати сум го кажал. Несериозноста е убавината на постоењето, едноставно смејата, едноставно хуморот. Некој треба се нашалиме и да имаме хумор, наша сметка, окей, дека не сме успеале да ја постигнеме целта, па заре крај на светот. Има нов ден, има повторно шанса да ја поставиме таа цел и тука сме баш заради тоа. Така да треба да го користиме способноста да имаме хумор и на наша сметка, да ги земеме работите несериозно, но не значи не е одговорно. Да си ги поставиме тие директиви, но да го направиме нештото да биде убаво за нас, нешто во кое што ќе уживаме, поради тоа што баш и тоа е на некој начин платата на живеењето. Не во смисол на физички пари кои што ги добиваме од самата работа, но платата на живењето, фидбекот, повратниот ефект на животот е баш среќата, радоста, чувството дека сме компетентни и способни. Тоа не прави да се чувствуваме горди, тоа не прави да бидеме во убава комуникација со околината поради тоа што сме задоволни и среќни од самите нас и така натаму. Она што сакам да го кажам и што е многу битно за целите, го повторувам во овие две емисии, да ја визуализираме целта дека веќе е завршена. Никогаш да не викаме ке и секогаш во иднината, едноставно се видиме во иднината дека сме веќе таму. Рековме за првостепена идеја и второстепена идеја. Примерот што го дадов, ќе бидам богат,
Тоа е второстепена идеја затоа што е ставена во идејата првостепената идеја значи дека не сум. И таа првостепена идеја е реалноста која што ние ја креираме. Ке бидам здраворазумен, ке бидам среќен, окей, тоа е второстепена идеја, ама првостепената идеја може би дека сум депримиран. И тоа е реалноста. Не е лесно човекот да ја смени таа идеја, но се почнува од промена на идеите. Сме богати, сме среќни, сме задоволни, сме храбри, сме сигурни, сме луѓе кои што имаме цели, сме луѓе кои што сме водни да преземеме ризик. Тоа сме ние. И се додека не се убедиме на некој начин дека сме тоа, ќе ни биде тешко да тргнеме кон постигнување на целта. Акција, пак кажав, интерес, немојте да се колебате, бидете сигурни. Надминете ги вашите грижи и стравови, едноставно ќе сватиме дека од секој ризик, од секој пораз можеме да учиме и со тоа да добиеме знаење и податоци со кои што ќе се мотивираме да ја постигнеме повторно целта во иднината. Она што е најбитно, мислам дека е истрајност. Сања, и истрајноста е нешто кое што физичкиот универзум го сака. Луѓето кои што се истрајни биваат наградени на крај. Не е лесно, но тоа е убавината на животот. Некогаш сакаме да го постигнеме тоа нешто и ги надминувајќи ги препреките. На крај сме баш среќни и задоволни што сме го постигнали сето тоа. Така да сите овие работи се поврзани со успехот, среќата и задоволството кое што животот ни го дава. Жарко, јас искрено ви благодарам за овој навистина прекрасен разговор во очи на новата 2018 година. Ви посакувам секако и на вас и на нашите драги гледачи сите цели, сите поставени идеи и замисли за 2018 без некои големи потешкоти и да ги реализирате и секако да истраете во патот на остварување на вашите замисли. Ви благодарам многу и ви посакувам среќна и успешна 2018 година. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи, ви посакувам среќна нова година, храброст да поставуваме нови цели во 2018 година, како што велат, кога ќе умре последниот сон на некој човек, умира и последниот дел од него. Така да не треба да прекинеме да сонуваме, баш напротив, треба да сме храбри да поставуваме соништа и цели за иднината, поради тоа што имагинацијата ја крира реалноста. Секогаш мораме прво нештото да го имагинираме, да го замислиме, за после да го направиме реалност. Ви посакувам успешна, просперитетна 2018 година. Имајте убав ден. Почитувани гледачи, имавте можност да ја погледнете последната емисија на Откриени тајни за 2017 година. Јас се надевам дека со денешниот разговор ве поттикнавме и вие да поставите свои цели на кои што ќе работите во текот на 2018 година, а резултатите секако ги очекуваме на социјалните мрежи, особено на Facebook страната на доктор Жарко Костич, каде што секако ќе се пофалите за тоа дека сте успеале да ги реализирате вашите цели. Јас ви посакувам среќни новогодишни и божикни празници, секако да уживате во кругот на семејството и на вашите најблиски, да си посакате многу среќа и многу успех во 2018, а секако да продолжите и понатаму да ја следите Откриени тајни и програмата на телевизија 24. Уживајте во овие убави новогодишни и божикни празници.